Од вторник веќе пред владата ќе има барање за прогласување на енергетска кризна состојба во земјата. Дали ќе има рестрикции и кои ќе бидат чекорите на владата со кои ќе се ублажи ударот врз граѓаните, но и државата, е дилемата која е актуелна деновиве во јавноста. Додека дел од експертите сметаат дека состојбата со струјата во земјата е алармантна, енергетската заедница со смирувачки пораки и образложенија дека не станува збор за криза, туку за законски измени и дополнување на уредбата за кризна состојба при недостаток на струја. И до сега постоеше уредба која што е донесена во 2011 година, а сега новата уредба која што е донесена е усогласена со новиот закон за енергетика. Значи уредби за прогласување на електроенергетска кризна состојба од секогаш постоеле во нашата држава и едноставно со оваа се усогласува со новиот закон за енергетика, бидејќи со новиот закон за енергетика нашиот пазар за електрична енергија е либерализиран и со новата уредба која што е донесена од страна на владата се пресликува реалноста која што е во функционирањето на пазарот на електрична енергија во самата уредба. Значи, вообичаена работа која што е само усогласена со новиот закон за енергетика. Во уредбата е уреден начинот кога се прогласува електроенергетска кризна состојба и според оние информации кои што и беа вчера објавени од страна на министерот за економија, господинот Крешник Бетеши, дека во наредните денови ќе се прогласи електроенергетска кризна состојба со една единствена цел, а тоа е да може да има полесен трансфер на финансиски средства од страна на владата до компаниите кои што се во електроенергетскиот сектор, пред се тие што се во најголем дел тие што се во државна сопственост, со цел да им се помогне и на овие компании, особено на МЕПСО и на ЕСМ, да ја подобрат својата финансиска ликвидност и да ја подобрат својата финансиска стабилност. Коментирајќи уредбата, професор Константин Димитров објаснува дека чекорот на владата е задоцнет, а државата аматерски го води целиот процес на енергетика, што скапо ќе не чини сите, вклучувајќи ги граѓаните. Па добро, они само сега одзваничуваат нешто во кое што сме подолго време, затоа што според одредбите во кои што се дефинирани 5 степени, ние сме веројатно во тој последниот 5 степен, да прочитаме точно каже, 5 степен на мерки за ограничување, кој што се применува ако недостигот на електрична енергија изнесува над 40% од билансирани количини. Ние во дадениот момент не произведуваме само 50%, 20% сме купиле однапред и 30% без најава си превземаме, што многу скапо ќе не чини. Беше најавено дека очекуваат меѓу 10 и 15 милиони евра дека ќе не чини таа забава, но последната информација дека ни јавиле дека на дневна основа 1 милион. Ако 40 дена ние взимаме вака струја и продолжуваме, знаете дека тоа се 40-50 милиона. Што ќе стане со МЕПСО кој што вкупен промет му е 30 милиона, а должи 40, 50, 60 милиона, а собственик е државата. И ако е така, државата донесе уредба на некој начин овој загубар и загубарот електростопанство на Македонија да ги покрие со буџетски пари, иако тоа не е внесено во буџетот за оваа година. И уште нешто што е многу деликатно за мене, а може би и за потрошувачите фирмите, една одредница од член 8, став 4, ќе го прочитам да не го сгрешам. Снабдувачите и трговците со електрична енергија не се одговорни за штетите што ќе настанат како последица од спроведувањето на тие мерки. Значи, се што е ова направено или не направено, никој нема можност да бара нешто да покрие државата штетата, затоа што незините фирми не си го оствариле тоа што им била задача, да обезбедат квалитетно снабдување со енергија, за што се добро платени. На слична линија околу носењето на уредбата размислува и експертот по електроенергетика професор Антон Чаушевски. Новата уредба на владата околу кризна состојба значи веројатно од правен аспект
и административен, значи дека владата може да донесува некои одлуки што се однесува да ги ублажи последиците од енергетската криза. Јас сум повеќе по техничкиот дел, да речеме, за овој проблем или воопшто за енергетиката, за електроенергетиката, меѓутоа ова го разбирам јас, не знам точно правно, не го знам законот, меѓутоа предпоставам дека тоа значи дека владата може да донесе уредби во која смисла, или да речеме да помогне финансиски во делот на снабдување, обезбедување средства, не знам, за јаглен, за мазут, или пак при евентуални рестрикции, ако би дошло понатака, да се направи некоја приоритетна листа кои субјекти би биле оние кои би можеле да се, како што слушнав, не знам, јавно осветление или да речеме одредени подрачја, рурални или урбани средини, стопански субјекти. Значи, сепак би имал некој при евентуални рестрикции, владата би направила некој редослед или некоја приоритетна листа кои би биле тие и кога би се вклучувале, односно исклучувале во таков случај. Така јас го подразбирам. Чаушевски предлага да се активираат сите можни производни капацитети за електрична енергија за да се намали шокот, но смета дека зимава може да помини без поголеми потреси. Капацитетите се тие што ги имаме, ниту може одеднаш да се изградат, ниту нешто драстично да направиме. Можеме евентуално да ги активираме оние капацитети што ги имаме, за тоа е потребно јаглен и мазут. Значи тоа ни е на располагање. Нема што тука многу да се збори. Хидропотенцијалот го имаме, меѓутоа водните ресурси ни се слаби. Значи изразито слаба хидролошка година имаме, празни езера и така натаму. Значи останува опција нашите капацитети да ги активираме со снабдување со јаглен и мазут. Експертите се согласни дека земјава треба да се пренасочи на домашното производство на струја и обновливите извори на енергија. Видите, сега се решава, сега, од кога се знае веќе со години дека нема доволно ископ на јаглен, а енергетската база е термоцентралата во Рек Битола со 3 блока. Нема јаглен на време ископано. Не е предвидено на време да се купи кога може, да се донесе на време. Сега преку трупа кога се бара, ќе биде според басната на Езоп, што си, ако летоска си свирал, сега ќе играш. Ете, тоа е штурецот му рекле. Така сега сме ние, ќе купуваме скапо, ќе го оптовариме патиштата, ќе имаме проблеми со транспорт, претоварување и да молиме Бога, бидејќи друго нема, да не се расипе Рек Битола. Енергетиката е сектор кој долгорочно се решава, постепено и континуирано, и потребни се големи инвестициони вложувања и одржувања на постојните капацитети, укажува Чаушевски. Ова криза што не затече моментално, како да кажам, инстант криза што ќе трае цела зима и така натаму, што не може секако во моментот да тоа го решиме со некои нови капацитети, него постојните да ги активираме. Ублажувањето на кризата според професор Димитров многу ќе зависи од правилното менаџирање на состојбите. Многу зависи колку ќе биде студено, колку ќе функционира Рек Битола и колку навреме ќе дојде јагленот со кој што ќе треба да работат блоковите. Не дај Боже да се расипе нешто, тогаш сме на вистина во тешка состојба. Може се да биде добро, ама може и многу лошо. Зависи од временските услови и од кондицијата, состојбата со Рек Битола и навременото снабдување со јаглен, овој кој што сега тендерите се во завршна фаза. Не е весело. Висиме на конец, зависиме само од Рек Битола, немаме друг капацитет да прије. И проблемот уште дали имаме пари да купиме електрична енергија. Немаме пари. Треба да се задолжиме. Ако се задолжиме, наместо поскапена струја ќе плаќаме кредити кон надвор кои што се поскапи отколку сами да произведевме електрична енергија. Од друга страна, председателот на регулаторна, Беслимовски, вели дека ситуацијата сериозно ќе се следи, а состојбите во електроенергетскиот сектор ќе останат избалансирани и стабилни. Апсолутно ситуацијата е сериозна, не само во Македонија, туку секаде во Европа. Оваа криза не е во нашата држава, таа е во цела Европа. Значи, ни предстојат тешки денови, но
за да се преброди таа ситуација, треба да се носат храбри одлуки, секој во рамките на своите надлежности. Она како што го кажуваме ние како регулаторна комисија за енергетика е дека во услови на криза треба да бидеме солидарни и треба сите солидарно да ги споделиме лошите ефекти од кризата. Според сите најави, повеќе од очигледно е дека не очекува тешка зима. Генерално гледано, светот се соочува со проблеми со недостаток на струја и енергенти, од кои нема да биде поштедена ниту земјава. Но какво ќе биде владиното менаџирање и мерките за справување на состојбата, многу ќе зависи каква ќе биде и кризата во Македонија. Министре Бектиши, енергетската криза застрашувачки тропа на вратата на Македонија. Кои мерки ги преземате за да амортизирате колку толку да облажите состојбата? Да, точно е дека не е проблем енергетската криза само во Северна Македонија, туку во европско глобално ниво заради зголемената потрошувачка, а секако дека и понудата е лимитирана. И во тој случај секако се зголемуваат цените. Не е проблем во делот на снабдување со електрична енергија и во делот на производство на електрична енергија, посебно во Европа, но секако дека се проблем цените. И во тој случај треба да се зголеми домашното производство. Затоа сите напори на владата, главно на енергетските компании, вклучувајќи го ЕСМ, па и ТЕЦ Неготино, сега се прават сите проби за да се пушти во употреба, се превземени и веќе е завршено и јавниот повик. Очекуваме да се снабдуваме и со јагне за да може да го ставиме во функција и третиот блок на Рек Битола, а секако дека кон крајот на овој месец да го ставиме во целосна функција и ТЕЦ Основи, се со цел да ги покриеме побарувањата на домашните потрошувачи, а посебно на домаќинствата и малите потрошувачи. Сепак ќе има некакви рестрикции, веќе се најавени. Не, рестрикции моментално не се предвидени. Ние направивме измена и дополнување на уредбата за прогласување на кризна состојба во електроенергетскиот систем, каде што дополнително внесовме одредби во уредбата, за да можеме да вгризнеме средства директно од буџетот, за да ја зголемиме ликвидноста и на ЕСМ и на МЕПСО, а секако дека согласно сите анализи и податоците што ќе ги добиеме од нивна страна, веќе сме обезбедили речиси 100 милиони евра. Што значи тоа дека сте обезбедили 100 Ова милиони? значи дека веќе во буџетот на нашата држава, во главниот буџет, со кој функционира владата и институциите во државата, има средства обезбедени 100 милиони евра за потребите на ЕСМ и на МЕПСО, за да ги покриват загубите, но истовремено и да се снабдуваат со електрична енергија, ако е потребно, за потребите на нашите потрошувачи во нашата држава. Имаше најава дека ќе има некакви рестрикции на улиците, електричните светилки ќе бидат гаснети и така натаму. Значи вака, во време кога се прогласува енергетска криза во државата, преку Центарот за управување со кризи и преку комисијата, која е составена од речиси сите чинители во енергетскиот сектор во нашата држава, таму се предлагат одредени мерки, но моментално кризата ќе биде прогласена само заради вгризување на средства од буџет кон МЕПСО и ЕСМ. Други мерки не се предвидени, а секако согласно уредбата, таму може да се донесат и други мерки, но моментално не се потребни. Сакате да кажете дека граѓаните воопшто нема да бидат погодени, дека нема да има рестрикции? Граѓаните нема да бидат погодени, нема да има рестрикции, пошто ќе ги покриеме потребите за потрошувачката што е во нашата држава и со домашно производство и со увоз на електрична енергија. Но секојдневно читаме како одредени населби всушност се исклучени од струја. Граѓаните секојдневно немаат струја по неколку часа во одредени населби. Тие населби постојано се менуваат. Вака се. Значи тоа може да биде проблем на дистрибутерот во нашата држава, може да има одредени аварии, одредени проблеми и слично, за да можат да исклучат населби во нашата држава, мора
Центарот за управување со кризи и комисијата да предлага такви рестриктивни мерки. До овој момент и во наредниот период кој следи, такви рестрикции не се предвидени. Ако се прават такви исклучувања намерно, тогаш некој треба да одговара, ја не верувам дека тие се прават намерно. Добро. Директорот на МЕПСО објави дека нелегално била земана струја од европската мрежа и се работи за огромна сума и вели дека до крајот на ноември треба повеќе од 15 милиони евра да бидат исплатени. Практично се крадела струјата. Не дека се крадела, не би кажал дека се крадела, но во одредени моменти кога не можело да се постигне производството и потребата на нашата потрошувачка, превзеле електрична енергија од различни снабдувачи кои ја користат мрежата меѓународна и во нашата држава 400 киловати и секако дека ние преку буџетот тие средства ќе ги трансферираме во МЕСО за да се платат и да немаме дополнителни пенали, а дополнително на тоа сме обезбедиле дополнителен буџет се со цел да не се плаќаат и трошоците кои се многу големи во делот на дебалансирање и балансирање на електроенергетскиот систем. Министре Бектеши, вие знаете дека кога велите од буџетот ќе земеме, тоа значи парите на граѓаните се во прашање. Не е тоа ваш личен буџет на владата. Бака сега, кога зборуваме за буџетот, секој знае дека се парите на граѓаните и на стопанството и на економската активност што се прави и слично, што се приходи на државата во буџетот, но секако дека сме во ковид криза и ние и претходната година милиарда евра од буџетот потрошивме се со цел да ги зачуваме работните места, да влизнеме средства во делот на зголемување на ликвидноста во приватниот сектор. Сега зборуваме за криза и граѓаните ќе оценат како ние менаџираме во време на кризи, како што беше ковид и уште е, и сега со новата енергетска криза што веќе се најавува. Енергетската криза, добрите познавачи, експертите велат дека е благодарение на лошото менаџирање всушност, недостатокот на јаглен и недостатокот на хидроцентрали, термоелектрани и така натаму, се е последица на лошо менаџирање. Јас не викам дека нема пропусти во менаџирањето на одредени енергетски компании и откако ќе се менаџира целосната криза, некој треба да има одговорност во начинот како се менаџирани енергетските компании, согласно анализите, проекциите кои ги направиле. Тие можеле да имале добра намера, но и сега во овој случај се покажуваат погрешни. Но владата нема вина во тоа? Само да објаснам, јасно, пошто слушавме и од различни експерти дека Македонија ќе има рестрикции веднаш, што не е случај. Значи, ние правиме секојдневни анализи, секојдневно имаме состаноци се со цел да зголемиме и производството домашно, а секако да интервенираме во делот на увозот на електрична енергија, но нашата цел е да не се зголеми цената на електрична енергија, посебно за малите потрошувачи и домаќинства. И ние тоа ќе го постигнеме до крајот на годината. Вчера најавивме со председател на регулаторна комисија, ако е потребно, ќе донесеме мерки во однос на тоа, на целосно намалување на маржите на енергетските компании, вклучувајќи ги и приватните компании, се со цел да нема влијание во зголемување на цената на домаќинствата. Но во секој случај цените на производите растат. Вие знаете загриженоста на граѓаните галопирачки растат. Значи вака, а платите и примањата остануваат исти. Тоа е друга дискусија. Да. Секако дека цените на електрична енергија имат влијание во делот на формирање на цени на одредени производи. Кај некои производи тоа може да биде поголем процент, кај некој може да има помало влијание. Не може ли да се замрзнат одредени основни производи? Ќе објаснам во детали. Во делот на основните производи, тие што се произведуваат во нашата држава, ние можеме да ги замрзуваме цените, а во делот на производите што се увезуваат од странство, ние можеме да замрзнуваме цени во делот на маржата што ја имат. Што значи тоа? Интервенирате. Што значи тоа? Ние тоа како држава и ние како Министерство за економија го направивме први во регионот,
сега не би сакал да кажам за Европа, во времето кога почна пандемијата и кога имавме проблем со зголемување на цените, посебно во делот на основните производи кои се увезуваат и каде што ние немаме влијание да можеме да интервенираме директно во домашното производство и ако е потребно и тие мерки ќе ги донесеме уште еднаш. Уште еднаш, што значи тоа? Во случај ако има големи зголемување на цените на основните производи, Да. и маржите ќе бидат намалени, ќе бидат воведени речиси до 0%. Добро, ви благодарам за овој разговор. Беше мило. Mr. Fuere, there is a serious economic crisis in Great Britain. You're now in Dublin, but nevertheless, what do you expect? To be worsened, this economic crisis? Well, certainly the indications are not very positive. It's clear that certain aspects of this crisis are linked to supply chain problems that have occurred also around the world, not just in Britain, due in part to the pandemic and other considerations. But another part of the reason of the crisis in the UK, particularly in the energy sector and in the supply of goods in the shops and supermarkets, is the fallout from the Brexit. It's quite clear because the government insisted that they would not increase or allow any increased immigration, although they've had to relent on that because they have issued visas for some 5,000 drivers from abroad on a temporary basis and so on. And I think this need will be even worse down the road as we go deep into the winter. And there will be very serious problems. And of course, linked to that is the Brexit fallout with Northern Ireland. And clearly the British government have not thought out these things at all. They made no plan to prepare for this. And now they are suffering the consequences. Of course, they won't admit that is due to Brexit, but a lot of it is certainly due to the fallout from the implications of leaving the European Union and the single market. Yes, do you expect somehow shortage of energy and gas? What do you expect? There was a considerable shortage of petrol. I mean, the queues, long queues in petrol stations across the country, which lasted for quite some time. That has been now addressed and more or less resolved, but down the road there will be more problems because of the lack of heavy-duty drivers of heavy-duty vehicles. Because many of these drivers were from the continent. And then when the Brexit happened, they all had to leave because there are restrictions on foreigners living and working in the UK as a result of Brexit. So, but I think what is even more serious is the shortages in the supermarkets, in the shops of basic goods. And this has already happened in Britain, and I suspect we will also be affected by it in Ireland. And again, it's as a result of all the restrictions that emerge from the fallout from Brexit. And it's very unfortunate because we are part of the European Union, but we are suffering the consequences from the British decision to leave the European Union. It was not expected, Mr. Fuere, not at all, by the politicians. Not by the British politicians, no, although we warned them, we, the European Union, the Irish government, many times. And it's very sad that during the referendum in 2016, Northern Ireland was hardly mentioned. And now the most serious problem from the Brexit is Northern Ireland and the failure of the British government to plan for that. And now they're trying to pull back and finding
alternative solutions. The European Union has been very open in trying to find solutions as well, but it's clear that the British government are not really being very flexible. And do you expect restrictions of electricity also? It's possible. It's possible. There's quite clearly a danger of that happening down the road, particularly with the increasing demands on energy during the winter period. And that's why one of the reasons why the British government have issued these temporary visas for drivers to come into the UK on a temporary visa to drive all these heavy supply vehicles and things like that. They are trying to avoid, but it's quite possible that in the middle of winter there will be these problems. Okay, thank you very much, Mr. Fuere, for this interview. Not at all. It's a pleasure.